ќе преминеме да прочитаме една од 5 одлуки од овој конгрес што ќе оди до соодветните инстанци, за кои што ги информираме, значи сите и меѓународната домашната јавност. Значи тоа е барање од македонскиот народ, суверените на Република Македонија до Организацијата на Обединетите нации, Советот за безбедност и Генералното собрание на Обединетите нации. Врз основа на нашиот континуиран народен отпор и форми на народна демократија, граѓанска непослушност према нелегитимната власт и нејзините одлуки, акти, ве информираме, известуваме дека македонскиот народ ја достигна фазата, нивото, врвот на конечна реализација на своите протестни барања, а врз основа на јасно изразена народна волја на референдумот од 30 септември 2018 година, која власта не ја почитува, а е должна да ја спроведе. Значи е апсолутно недемократска и е окупаторска диктатура врз македонскиот народ. Со цел да се запре овој геноциден процес за уништување на македонскиот народ и држава, со главниот извршител, нелегитимната власт на чело со Зоран Заев и соучесникот во нелегитимните процеси и дејства, опозицијата на чело со Христијан Мицкоски, кои што не и донесоа ништо добро на државата, напротив, заедно возможија да се случат несаканите уставни промени и продолжувањето и одржувањето на непринципиелните, нелегитимни политики, стоејќи настрана и против интересите на македонскиот народ, суверенот, а исто така да се пресветне во зародишот повторното изигрување, процесот на манипулацијата и измамата на народот преку заедничко договарање, почнувајќи од ден 20 октомври 2019 година за одржување на предвремени парламентарни избори, токму со одржаната лидерска средба подбарана од нелегитимниот председател на Северна Стево Пендаровски, на која средба повторно, исто како и во 2001, 2015, 2016, некредибилните договараат услови за одржување избори и формирање влада по нивни ноти, главно на 4 досегашни поголеми партии од македонскиот и албанскиот блок, ги знаеме кои се, плюс 3 партии од албанскиот блок, вкупно 7 актуелни парламентарни партии, со чие што подаништво и капитулантски однос кон надворешните непринципиелни фактори и со чие мешање во внатрешните работи на Република Македонија ги подпишаа срамните договори спротивно на волјата на народот. Токму поради тоа што македонскиот народ нема веќе доверба во нив, бидејќи тие ја изневерија довербата и не ги застапува и заштитува и браня неговите интереси, а видно од постигнатиот консензус на лидерската средба, ниту имаат легитимитет повеќе да договараат и одлучуваат што и да било во име на македонскиот народ и на државата Република Македонија. Се одржува, а во барањето ќе стои одржане, спасоносен втор конгрес на македонскиот народ, на кој што едногласно со акламација се прогласија важни, неодложни одлуки. Значи овдека имам скратено, ќе дофрлиме нели за што се одлуките. Со извршен ултиматум до нелегитимната власт, веднаш да си даде неотповиклива оставка, значи тоа е пратено до медиумите, до јавноста на 21 ноември 2019 година. Значи, тоа е, ќе го цитираме, тука е оставено простор, ќе го цитираме како гласи во тоа сообштение за извршниот ултиматум, само момент да биде целосно.
Дайте ми еден од тие извршните. Извршниот ултиматум. Кај што стои, нели, да се прогласи? Јас го кринах. Да, да биде у контекст, ако ќе ја читаме. Имаш? Дајте, само заедно. Да. Значи, ово е дел тука едноставно простор, да незино, значи, за прогласување на оваа власт за геноцидна и велепредавничка и незино ургентно укинување и прогласување за ништовни на сите од неа донесени нелегитимни одлуки, договори, преспански, бугарски, Тиранска платформа, акти, закони, уставни измени и слично, и ратификации на документи преку действувањето на нелегалното собрание и влада на така наречената Северна, доколку Зоран Заев даде оставка да го врати мандатот во рацете на народот, досегашните политички партии, подписници, учесници на срамните договори, знаеме Рамковен, односно Охридски и Пржински 1 и 2, 4 партии, предходни, а сега 7 политички партии и нивните лидери, да не договараат повторно исти договори и не избори по услови за пржинска влада, затоа што таа е за предвремените парламентарни избори со предизборен, изборен и постизборен инженеринг и не важи понатаму, значи да го откажат нивниот постигнат договор консензус, кој што е асиметричен, 5:2 во корист на албанското малцинство за изборите на 12 април 2019 година по тој пржински модел и влада, и народните делегати да започнат процес кој што, како што е пропишан или таму во сообщенијата и за кој што ние дополнително ќе се нели тоа разработи, значи на крајот да се воспостават услови и за народна приодна предходно, па потоа влада со рок кој ќе се договори од сите македонски родолюбиви сили, чинители, суверени и бранители на државниот суверенитет, влада за спас на Македонија. Да, тоа како ќе се формулира, да. Со ваша помош, асистенција, значи, треба конечно да ги спроведеме. Под еден, ова барање е од името на македонскиот народ, суверени на Република Македонија. Кој е македонскиот народ во оваа ситуација и воопшто? Тој кој се самоопределува како македонски народ и секој поединец, припадник на истиот, и малцинствата во државата Република Македонија, и малцинството од македонскиот народ кој живее надвор од границите на својата држава во другите држави. Тој кој одлучува сам за себе и за својата матична држава и за своите малцинства во другите држави во светот, во согласност со своите највисоки национални и државни интереси на ниво на човековите права како колективни и индивидуални. Тој кој како припадник или дел класа од самиот народ превзема дејства за заштита на своите човекови универзални и граѓански права и во државата организира континуирани протести, граѓански и народни иницијативи, конгреси, конференции, заседанија на кои ги донесува своите одлуки од, во име и за сметка на целиот македонски народ врз основа на највисоките документи, акти, уставот и законите на Република Македонија, како и меѓународните конвенции и документи ратификувани од најголемиот број држави, меѓународното право и врз основа на својата декларација на македонскиот народ за неговите црвени линии и стратегија за зачувување на името, идентитетот, јазикот, културата и историјата. Од Обединетите нации, од Советот за безбедност, бараме да се инволвирате од аспект на вашите надлежности за нашиот проблем,
согласно повелбата на Обединетите нации и нејзините членови и одредби да се применат за истиот, како мировна мисија за заштита на Ius Cogens нормата во Македонија, за спас на македонскиот народ од геноцидот и враќање на насилно одземениот државен суверенитет, власта во рацете на македонскиот народ суверените, со спроведување на волјата на македонскиот народ од референдумот од 30 септември 2018 година. Пода, согласно повелбата на Обединетите нации, член 1 и 2 поглавје 7, усвоена е повелбата на Обединетите нации од Федеративна Народна Република Југославија, во чиј состав е Демократска Република Македонија. До Генералното собрание, значи упатуваме согласно член 10 и 11, значи едно барање до Советот за безбедност или повеќето членки на Обединетите нации. Под Б, Советот за безбедност врз основа на член 24 да обезбеди брза и ефикасна акција на Обединетите нации, нејзините членки, да делува во нивно име и сега во име на народот на поништената Република Македонија и да поднесе специјален извештај за разгледување на состојбата до Генералното собрание, а членките на Обединетите нации да постапат во согласност со член 25 од повелбата на Обединетите нации, да ги прифатат и извршат одлуките на Советот за безбедност во согласност со повелбата. Под В, согласно член 32 на седмицата на Советот за безбедност да има представник од народот, а не само од владиниот државен представник на нелегитимната антимакедонска геноцидна власт, особено кога интересите на Република Македонија се специјално во прашање, затоа што не се почитувани, прекршени се член 33 и член 34, кога се пречекорени надлежностите на странките во спорот, преземајќи несоодветни, недозволени, нелегитимни и насилни, под диктат и уцена агресивни средства и постапки под превезот на мирно решавање, исклучување на